Љубители на домашните миленици, ова е половина час посветен токму на вас. Ние се наоѓаме на Битолската кинолошка изложба. Како што знаете, започна сезоната за изложбите. Така да се надеваме дека ќе ви се допаднат овие раси на кучиња кои што ќе ви прикажеме денес, па доколку имате некој од овие раси ќе дознаете нешто повеќе за нив. Доколку немате, се надевам дека ќе сакате си земете некој од нив во вашиот дом. Гледајте целата емисија, бидејќи во текот на емисијата ќе запознаете и некои раси кои што претходно можеби не сте ги виделе. Гледајте не. Имаме едно прекрасно куче во својата класа, еден, да не кажам се да не испадне дека е ова некоја си да му правам реклама на господинот. Значи имаме куче кое било на европски, на светски првенства и победувало, се да не правиме толку многу реклама, со убави движења, убави агли, убава глава, убаво насадени уши, потполно ножичасто или како кажат маказесто забало. Јас би сакал да го замолам господинот само уште еден круг да го видат, пошто тој ќе продолжи, добива цац и продолжува за цаци. Да, само еден круг да го виде. Još jednom.
Значи сега во рингот ја оценуваме расата лабрадор и ретривер, која раса ни доаѓа во три варијанти во однос на бојата. Значи имаме црна, како што овој примерок, имаме светло отворена кремова боја и имаме темно чоколадна боја. Овдека имаме еден мажјак кој е пријавен во отворена класа и кај него како раса, значи почнуваме со првен општ преглед на телото, значи дали воопшто кучето одговара на стандардот на расата. Ја гледаме главата, вратот, грбната линија, линијата на абдоменот, нозете, предните, задните, значи ставовите, значи како еден општ преглед што ни дава прв печаток за кучето и потоа значи продолжуваме со детален преглед на секој од деловите на телото. Првин што прегледуваме, значи почнуваме со преглед на главата и го прегледуваме забалото кој е кај лабрадорот, значи треба да биде ножичкасто и забалото треба да биде комплетно, бидејќи се работи за една раса која правилно би требало да е работна. Овие се ловни кучиња кои чија цел е значи да го апортираат отстреланиот дивеч и треба да има значи снажна глава, снажни вилици, комплетно забало за да може еден зајак или некоја птица која ловецот ќе ја отстрели, значи ова куче да го врати да ја апортира. Ќе ве замолам значи да го видиме забалото. Да ви. Значи кучето има правилно забало, комплетно забало, сите заби се на број и правилно поставени во горната и долната вилица. Потоа значи одиме со преглед на муцката и муцката во однос на черепниот дел, значи би требало да биде пропорционална, тоа значи дека должината на муцката да е иста со черепниот дел. Многу е битна и пигментацијата кај кучињата, значи кај лабрадорите, кај сите варијанти, значи треба да имаме што потебна пигментација, а овие што се во црна варијанта, значи мора носната печурка да биде целосно црна и очите да бидат темно кафеави. Обликот на очите е овалест, бадемаст, значи како што и кај ова куче. Ушите се поставени, значи обликот на ушите кај лабрадорот е триаглест и ушите се поставени во висина на латералниот очен агол и правилно би требало значи да бидат носени покрај телото. Потоа одиме преглед на вратот. Вратот би требало да биде не многу долг, не многу краток, значи да представува еден складен спој помеѓу главата и телото, да биде снажен, мускулест, без голем вишок на кожа под вратот, значи без фанони, изразено во кинолошки термин. Грбната линија, почнувајќи значи од плешките према коренот на опашката, значи би требало да биде рамна и благо надолу да паѓа. Би требало да биде цврста, значи грбната мускулатура треба да биде јака, снажна, цврста. Ова куче треба да биде атлета, да може да се движи долго на теренот и да може долго да плива. Опашката би требало да биде природно да завршува значи во линија на грбната линија. Кај лабрадорите е карактеристично што опашката треба да биде така наречено видрина, значи да потсеќа на опашка од видра и една таква опашка, една снажна опашка, нова куче многу му помага во движењето, во пливањето, да може како кормило да го движи кучето додека плива во водата. Градниот кош значи треба да биде доволно простран, доволно длабок, значи најмалце да биде градниот кош длабок до висина на лактите. Значи овдека гледаме дека градниот кош кај ова возрасно куче ја задоволува таа мерка од стандардот и се наоѓа во висина на лактите.
Потоа преминуваме на преглед на нозете. Ставовите на нозете би требало да бидат паралелни. Тоа значи дека кога ќе погледаме однапред, предните нозе да бидат во иста линија со задните, значи паралелно поставени, и не е пожелен никаков друг став, и како грешка се смета доколку кучината имаат остав на нозете или пак ако имаат потесен став на нозете. Исто прегледот одиме го вршиме и од позади, и задните нозе би требало да бидат, значи, паралелни, и не е пожелен, значи, да има X став на задните нозе или пак да бидат потесен став. Потоа преминуваме, значи, на преглед на куќето во движење. Ќе ве замолам еден круг од вашата лева страна. И при ова гледаме, значи, движењето на куќето, како се движи во целост. Како се движат нозете, предните, задните, како стои, уште еден круг, грбната линија, како куќето ја носи опашката, значи би требало да е малце нешто пониско носена. Благодарам. Сакам молам, значи, напред и назад. И потоа, значи, имаме движење напред и назад, да го видиме, значи, она што го гледавме во мирување, значи, ставовите на нозете, како куќето се движи, какви се ставовите во движење. Ајде уште еднаш напред и назад. Многу е битно кај овие кучиња, значи, да се види и каков е темпераментот, каков е чудот кај овие кучиња. И, значи, овие се едни од најмирните, најпослушните кучиња со многу мирен, пријателски темперамент, и затоа се едни од ретките што се најпогодни, значи, покрај воловот, значи, да служат како водичи на слепи кучиња, значи, кучиња со многу стабилен карактер, стабилен темперамент, каде што прагот на дразнење е многу висок, значи може да понесат и болка, значи, овие и кучиња, за да можат, велам, на оние кои му представуваат очи, да правилно да ги водат низ просторот. Значи, кај овие кучиња целосно е забранено, односно не е дозволен да има агресија, да се појавува агресивност или премногу жив и темперамент кој би представувал проблем прво за сопственикот како за ловно и куче, а особено, значи, доколку се работи за службено и куче како водич на слепи. И покрај ова функција, значи, овие кучиња се едни од најпогодните службени во служба на армијата, на царинските служби, значи како прегледувач на и за откривање на дроги, бидејќи миризбата е едно од најјаките сетила што го има и лабрадорот, и затоа овие кучиња се многу бројни во многу царински служби широм светот. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4-цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Толку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе, на здравје кафе. Здраво, кажи ни која раса на куќа што имаш ти? Значи, ова е расата Лабрадор ретривер и ја чувам веќе од месец и пол, сега има полни 2 години. Зошто се одлучи токму за оваа раса? Па се одлучив за оваа раса бидејќи оваа раса е најмирната раса во светот, нема да се нападнат од човек и плюс е, да речам, фамилиарно куче.
и доста е добар со деца, со други кучиња и има многу добри способности, особени брзо учи и така. Дали ова ви е прва изложба на која учествувате или претходно сте били на други? Не, ова е веќе втора изложба, значи лани исто тука во Битола учествував, тогаш Блик освои првак до 18 месеци, значи во неговата категорија беше најдобар. Дали е тешко да се припреми едно куче за една изложба? Па видете, нема нешто тешко, само треба да има волја и да има љубов према, да има хемија помеѓу тебе и кучето за да можете да стигнете до целта. Добро, фала ти. На Битолската кинолошка изложба сретавме куче од расата германски овчар. Како се вика кучето? Даглас. А колку е возрастно? 2,5 години старо кучето. Дали излеговте во ринг? Да, излеговме во ринг. И денес имавме среќа и освоивме боб, цац и првак на раса. Дали до сега имате изнесуване на некои други изложби? Да, го имам изнесено Скопје, беше четврто место, SG4 доби. Го имам Прилеп однесено, сега планирам пак Прилеп додам и Битола. Тоа веќе на утрешната изложба? Да. Колку е тешко одржувањето на ова куче? За ова куче, како секој куче, треба да се посвети внимание за одржување и нега, а кај ова куче, бидејќи е и работно куче, треба да му се посвети повеќе време и малце повеќе труд и работа со него. Околу негата на влакното? Околу негата на влакното, зависи препарати и такви некои работи користиме. Храна добра и кучето ќе биде добро и во влакно и во се. На кого му го препорачуваш ова куче? Ова куче е, да речам, куче од спортски тип. Луѓе што сакат да имат малце повеќе рекреација. Ти благодарам за гостувањето. Фала.
Значи, кажи ни која раса на куќе ова? Па ова е Кане Корсо. Колку е старо? 11 месеци. Зошто се одлучи да чуваш ова раса? Па бидејќи интересна ми така големи раси куќи, јас сакам така. Дали претходно го имаш наостану на изложби или ова е прва ваша изложба? Не, ова прв пат му е, значи затоа и не е толку воведено и така. Дали е тешко да се подготви едно куќе за предизложба? Па ако сакаш, не е ништо тешко, значи тоа е тоа. Денес се наоѓаме на изложбата во Битола. Со нас е еден од организаторите, Бранко Тасевски. Здраво. Добар ден, мило ми е што дојдовте со вашата емисија Пријатели на животни, на кучињата или на животните, на нашата 11-та поред меѓународна изложба Цаци Битола 2014. Кажете ни колку е тешко да се организира една ваква изложба? Може и да кажи само тој што организира, значи премногу е тешко да се организира, затоа што финансите не ни дозволуваат, значи сме секогаш кнапили, сме куси во финансиската состојба на друштвото, нормално тоа е ова единствената работа од која може да се извади некој динар, значи некоја пара за колку да ги покриеме трошоците на самата манифестација. Нова изложба има учесници од повеќе држави, веќе видовме претходно. Кажете ни од кои се држави има? Па има значи од Канада, од Франција, од Грција, од Бугарија, од Србија, да не заборавам уште некој од кај нас. На крајот ќе ги кажам затоа што најмалку има од нашата држава. Колку учесници има на оваа изложба? Значи учесници негде се околу 130, со се оние вонредно пријавени, иначе редовно се 124. Од која раса најчесто се пријавува на оваа изложба? Може би самите вие приметивте, значи имавме германски овчар, доста голем број, негде повеќе од 13-14 примероци, потоа имаше шерпланинец исто така, 12-13 примероци, имаме Кане Корсо, имаме ротвајлери, така се тие групи кои ги има повеќе на оваа изложба. Која е можеби најспецифичната раса која што е денес тука присутна? Зависи од гледањето на секој посебно, значи секој посебно си сака некоја раса или така. За мене интересно да речеме сега во овој момент кинеското голокожо куче кое не може да се види на повеќето изложби, така да еден пример кој ретко се гледа, тука се мопсовите, тука се француските булдози, имаме германски овчари, доста лабрадори, ретривери, сите убави кучиња, исто ми добри примероци. Ви благодарам многу на вашата изјава. Сигурно после овој напорен ден ќе се напиете добро кафе, затоа ние и нашиот спонзор ви подаруваме на кеса Елит кафе. Ви благодарам и навистина со задоволство ќе го пијам, пошто не само после овој ден, значи претходно и цела недела дена бевме стварно многу зафатени, презафатени и преуморни и со задоволство и со уживање ќе го пијам ова кафе. Благодариме многу. Значи ќе си бидам водителка денес. Не може. Сонце. Ќе турниш што е става. Да, времето станува се Така да не се штркле. Аз слика од... Аз си носам слика од Зајко. Аз си носам сликата од Зајко. Уште еднаш. Слика од Зајко. Аз си носам слика од Зајко. Не може. Кај паднал лупката се прошал да се тресам пред време. Ти ви излезе од каза, леко. Еле, лупката. Јас сум занимајте на работа.
И овде е крајот на емисијата, пријатели. Се надевам дека ви се допадна ова што го видовте тука, па доколку имате куќе, но и да немате, посетете ги овие изложби, затоа што дружењето е преубаво. Ние денес тука се дружевме со повеќе учесници од различни држави, а при тој со повеќе раси на куќиња. Токму затоа и нашата следна емисија ќе биде посветена на ваквите изложби. Гледајте не!